Нико Беќаровски, професор доктор, Институт за токсикологија. Добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов, една мала корекција, клиника, универзитетска клиника. Универзитетска клиника. Се извинувам, да. Професоре, това како гледа еден доктор вести, каков е вашиот дискурс на село, што го гледате? Можете да останете рамнодушни и да си терате работа или? Апсолутно не може да останеме рамнодушни и веќе постои една колективна анксиозност. Има луѓе кои веќе се плашат и да пуштат македонски телевизии од тоа што ќе го слушнат на вестите, и таков број на пациенти кои што доаѓаат од страф од тоа што ќе чујат на телевизиите е се поголем. Зашто? Тоа е заради вестите кои што пристигнуваат постојано, или се соочувате, или на некој начин можеби со пациентите кои ќе дојдат тебе кога работите, или со студенти, како тие реагираат? Студентите за среќа живеат во свој свет, реално не ни знаат што се случува голем дел од нив во државата, и единствен извор се нели алтернативните методи на информирање, телевизија скоро и да не гледаат. А што се однесува до пациентите, дел од својата анксиозност од тоа што ќе го слушнат на вестите, после го пренесуваат и во контактот со своите матични лекари. Системот на комплетна недоверба на тоа дека ништо не функционира, за жал ние го сеќаме секој ден во контактот со нашиве пациенти. Едноставно, довербата е комплетно изгубена. Значи тоа и ке вас, докторите, е истата мантра, мислам не мантра, туку истата перцепција, и сега вие сте и активни на социјалните мрежи, и затоа реков еден докторски дискурс, например, дали можете да останете имуни, очигледно дека никој не може да остане имуни. Постои ли можност да ја свртиме некако на шега целава ситуација за да не биде полесно? Нели, кога го слушнавме на ваш под бугарски диктат и како искоментиравме, добро, нема да биде под бугарски, ќе биде под европски. Под европски, така, да. Па само тоа ни останува во моментов, некако таа безпомошност полека сите не зафаќа. Премногу долго се одвиваат работиве, премногу некако се фати некој погрешен тек, некои работи кои што ги имавме на вистина добри во претходниот систем, место да ги усовршиме, ние ги уништивме. Јас покрај здравство сум и во образование, двата клучни сегменти кои што во претходната држава добро функционира, ние успеавме да ги доведеме на најниски возможни гранки. Жално, меѓутоа така. А тоа се темелите на секоја држава. Да, тоа сакам да кажам, тоа се столбовите на секоја држава, и веројатно се поблиску сме до она кое што, нели, како велат, не треба една држава, ако сакате да ја уништите, не ви треба војно уништите, инко образованието и ќе завршите работа. Јас се надевам дека имаме се уште шанси да се спасиме, бидејќи на добар пат сме да се самоуништиме. Ако има политичка волја, секогаш може да се исправат работиве, макар што во моментов искрено не гледам таква. Пред да дојдам во студиово размислував, во 2017 до 2023 сменети се 5 министри за здравство, 3 или 4 беа во образование. Кога еден од клучните сегменти, толку често имате промена на министерот, а сепак секој нов министер првен се работи за колеги кои што влегуваат во едно ново поле, му треба извесен период на адаптација, аклиматизација, да се соочи со еден сосема друг тип на проблеми. Кога ќе влези малку во работата, ние ги менуваме и повторно се од почеток. И некој ќе каже тоа е македонска работа. Бидејќи сте на клиниката, универзитетската клиника за токсикологија, бележиме ли можеби зголемен број на луѓе кои што се токсикологија опфаќа буквално се. Јас сега можам да кажам дали имаме зголем луѓе на кои што пијат, без разлика мажи и жени, или кои што се на многу лекови, па морате да чистите, кои што се на, не знам, други супстанции, други и така натаму. Дали имаме пораст на тој број? Тоа се не само кај нас, тоа се за жал светски трендови. Има еден фрапантен податок дека 2021 и 2022 и 2020 годините кога светот се соочуваше со корона, најголем број на смртни случаи во Америка, во популацијата од 18 до 45 години се должи на еден тип на дрога. Значи, замислете, 42.000 годишно починуваа од еден тип на дрога,
На второ место беа сообраќајните несреќи со 20.000, трето место се повторно труењата со преку 20.000. Тоа се светски глобални трендови, општество во сите промени кои што се случуваат неминовно доведуваат до такви последици. Слично е и кај нас и тоа што бележиме во последно време трендови и кои што општествено треба да ги разгледуваме, се почесто труење кај старата популација. Значи, тоа се луѓе кои што се безпомошни, на кои што децата им заминале и кои што веќе не гледаат смисол да живеат. И уште потрагично што секогаш посегнуваат по многу радикални мерки, во моментов сите пациенти кои што ни се хоспитализирани на клиниката се труени со киселина, со доместо, значи со најрадикалните средства и во главно се стари пациенти. Да кажете дека тоа се со оние суицидални со обиди за зборуваме самоубие? за суицидални обиди на кои што веќе од се име преку глава. Од ситуацијава, од тоа што своите најблиски може да ги гледаат само преку мобилниот телефон, од односот на општеството кон нив и така натаму. Значи, тоа е се поизразени и поизразени трендови. Че професор, ова е поприлично загрижувачки на кој што треба да се алармира. Ние сме за комплетна психолошка и психијатарска веројатно обсервација како нација. Ако вие имате постара генерација која што седи дома и веројатно и поминуваат разноразни мисли затоа што децата и се надвор некаде и посегнувате по доместоци или по било кој друг друга По број на киселина. суицидални труења со киселини, Македонија е убедливо прва во Европа. Во светов пред нас се држави како Пакистан, Бангладеш, Иран и Турција. Јас сум фрапиран сум од бројкеви и од податоците. И тоа е за говориме за постара популација? Да. Поглавно се работи за постара. Има секако инцидентни случаи кај помлади, тука обично се работи за пациенти кои што претходно веќе имаат некоја психијатриска подлога, меѓутоа кога сме кај постарите, се работи за луѓе кои што нормално функционирале, кои што го одживеале својот работен век, кои што работеле, биле активни во општеството, едноставно веќе понатаму не гледаат смисол за постоење. Има дел од нив кои што им е диагностициран карцином и би можеле тоа да го земиме како тригер фактор, меѓутоа тоа што е застрашувачки е дека има и голем дел на кои што веќе едноставно не им се живее. Добро, психолозите што велат, бидејќи претпоставувам контактираат тие луѓе со психолози? Секое труење е подлежно на психијатриски разговор, со колегите имаме одлична соработка, што можат они да направат во ситуацијава, да дадат антидепресиви. Меѓутоа, проблемот повторно не е решен. Тоа е само со помош на хемија едно вештачко враќање на мотивот за живот. И сега, станува ли збор тука за луѓе кои што претходно имали проблеми или одеднаш доаѓа целиот овој 30 годишен транзиционен период практично влие кај луѓе? Воглавно ви кажав дека се работи за здраве индивидуи, кај кои што нема психолошка или психијатриска подлога претходна. Сето ова некако се наталожи, се акумулира и придонесе да се појават вакви трендови. Добро, за ова веројатно треба да се направи некаква стратегија. Нас ни фалат многу стратегии. Ние не сме свесни што ни се случува и на другите полења. Имаме енормен пораст на пациенти со заболена штитна жлезда. Ние не согледавме дека последиците од она бомбардирање со пријателски бомби со осиромашен ураниум сега ни се јавуваат. Скоро секоја трета жена која што испитуваме се појавуваат антитела кон штитната жлезда, антигени, кои што може во секој момент да предизвикаат оштетување на штитна жлезда. Енормен пораст имаме тука. Да не зборуваме за дијабетот исто така. Дел од тоа секако се должи и на ова пост-ковид време и на касните компликации што се јавуваат, меѓутоа најголем дел се должи на екстремно нездравите услови во кои што живееме, воздухот максимално загаден, водите максимално загадени, храната неконтролирана, преполна со пестициди, со хемикали и така натаму.
Не мислев на стратегија на парче хартија, но во право си тоа дека нас не се потреби стратегии на секое поле. Нас не ни требаат стратегии на парче хартија, нас ни треба добра превентивна медицина која што во меѓувреме се изгуби. Ако една Канада не ви го продолжува вашето здравствено осигурување над 50 години, ако сте машко, без да направите на секои 5 години колоноскопија, за да превенираат и да откријат карцином на дебело црево во рани стадиуми, нешто слично треба да преминеме и ние. Некој ќе каже тоа кошта. Не, тоа кошта многу помалку отколку лечењето на било кој оваков пациент. Ако имаме 10 до 15% од население кое што ќе ни стане неактивно поради тоа што штитната жлезда му прегорела, кој што треба постојано да прима субституциона терапија, многу полесно е преку превентивни програми тоа да го спречиме. И тоа го имавме. Сега во моментов нашиве така наречени систематски прегледи кои што се законска обврска се сведоа на формалност. Не може по истите шаблони кои што важеа во 70-тите и 80-тите години и денеска да се прават тие така наречени систематски прегледи. Значи, тука треба добро да се размисли кои се приоритетите во оваа држава, каде имаме страшен пораз. Границата на појава на карцином на дојка е страшно симната. Карцином на гениталии, за жал, ние работиме и еходиагностика, се случува девојчиња на 18-19 години да откриеме тумори во напредна фаза. Се тоа програми кои што треба да се спроведат. Значи, ако имаме добра превенција, ќе имаме многу помал случај на вакви несреќни пациенти, кои што ги откриваме премногу касно. Ние памтиме дека на времето уште како деца шетаа тие малине камиончиња со флуорографија, која што се правеше рентген на белите дробови. Во тоа време беше интенцијата да се открие туберкулоза. Сега имаме истото би можело да се спроведе, секако со посовремени апарати за превенција на карцином на бели дробови кои што ни се во екстремен пораст. Сите покажуваат дека и испитувања докажуваат дека градови со екстремна загаденост, со Скопје е таков, имаат вакви проблеми. Тоа не мора да бидат програми кои што ќе ги упфатат селскиве средини можеби, макар што тие имаат проблеми со пестициди, има и таму проблематика што може. Меѓутоа, барем во центриве кај што има екстремно загадување, Скопје, Битола, Тетово и така натаму, со самата таа превенција ќе може да спречиме кај голем дел од овие пациенти да бидат откриени на време. Раното откривање носи корист не само за поединецот, него за општеството. Третманот на еден ваков пациент годишно кошта преку 20.000. Цитостатициве се екстремно скапа работа. И тоа е на некој начин бизнис. Особено кога говориме за цитостатици и кога говориме за Македонија, навикнати сме да го слушаме постојано тоа. За жал, ние ги гледаме и лошите страни. Не би сакал во тој контекст да терам дискусија. Ја не сакав да ја извртам. Меѓутоа, факт е дека ако помините на онкологија, ако порано гужвите беа пред гинекологија, сега гинекологија ни е празна, зашто државата се испразни. Онкологија ни е полна. Ние не сме свесни со кое забрзано темпо ни старее населението. Младите бегаат, старите остануваат овде. Колку имаме постаро население, толку повеќе кошта медицина. Со зголемување на просечната старост на население за само една година, трошоците во медицината растат некаде за 7 до 10%. Значи е потребна сериозна здравствена политика, тоа е повеќе од јасно и не е само моментот што видите вие колку министри се смените, туку е потребна сериозна здрава политика за тоа што и како понатаму еве гледам дека министрот, ќе кажев новиот министр, бидејќи веќе по колку веќе неколку месеци, ако не се лажам, дојде на од како е влезе на Алијанса, да. Но за тие здравствени политики само една кратка пауза и продолжуваме веднаш.
сака добро да се насмее? Насмејте се со секогаш иновативните случки на скриената камера. Од понеделник до петок. Чисто за смеја. 19:30. Кој е Ваја Терп? Херој со значка или ладнокрвен убиец? Во четврток ги гледаме познатите филмски ликови Ваја Терп и Дог Холидеј во вестернот Каубојска пресметка. Неделата ја завршуваме со Чак Норис, но овој пат во акциона комедија ќе добие партнер каков не ни помислувал дека може да има. Во петок, најдоброто куче. Се подсетуваме на филмските класици и оваа недела, од вторник до петок, 22:30. Љубовта е вечна инспирација и во поезијата, но и во поп музиката. Дани Димитровска со нова песна на таа тема. Има љубов во нас, која е најава за незиниот нов албум. Сашо Димовски е драмски автор и директор на Велешкиот театар. Ни зборува за големите планови со кои планира да ја збогати театарската уметност во нашата земја и регионот преку копродукции и гостување на звучни имиња од странство. Игор Јовчевски не само што сака да чита стрипови, тој и ги создава. Неодамна го објави стрип албумот Кантана за одмазда повеќе. Ни ја доближува оваа специфична уметност поблизу. И оваа сабота пакуваме парче уметност во неделен микс. Гледајте не. Има љубов во нас. Следете на телевизија 24 во стандардниот термин сабота 18 часот и 15 минути. Во јули се бориме со жештините со нашите ретро премиери. Легендите на вестерн жанрот се дел од репертоарот и овој месец. Кирк Даглас, Роберт Мичам, Берт Ланкестер, Чарлз Бронсон и Ким Новак ќе бидат тандем во еден поинаков вестерн. А кога Джин Хекман и Томи Ли Джонс се дел од кастингот, се очекува добра крими акција. Лето е време и за најпознатата филмска афера со Пирс Броснан и Рене Русо. Гледајте филм и овој месец на ТВ 24. Додека селото спие. Секој работен ден од 18:30. Кој не сака добро да се насмее? Насмејте се со секогаш иновативните случки на скриената камера. Од понеделник до петок. Чисто за смеја. 19:30. Кој е Ваја Терп? Херој со значка или ладнокрвен убиец? Во четврток ги гледаме познатите филмски ликови Ваја Терп и Дог Холидеј во вестернот Каубојска пресметка. Неделата ја завршуваме со Чак Норис, но овој пат во акциона комедија ќе добие партнер каков не ни помислувал дека може да има. Во петок, најдоброто куче.
Се подсетуваме на филмските класици и оваа недела, од вторник до петок, 22:30. Љубовта е вечна инспирација и во поезијата, но и во поп музиката. Дани Димитровска со нова песна на таа тема. Има љубов во нас, која е најава за незиниот нов албум. Има љубов во нас. Сашо Димовски е драмски автор и директор на Велешкиот театар. Ни зборува за големите планови со кои планира да ја збогати театарската уметност во нашата земја и регионот преку копродукции и гостување на звучни имиња од странство. Игор Јовчевски не само што сака да чита стрипови, тој и ги создава. Неодамна го објави стрип албумот Кантана за одмазда повеќе. Ни ја доближува оваа специфична уметност поблизу. И оваа сабота пакуваме парче уметност во неделен микс. Гледајте не. Има љубов во нас. Следете на телевизија 24 во стандардниот термин сабота 18 часот и 15 минути. Во јули се бориме со жештините со нашите ретро премиери. Легендите на вестерн жанрот се дел од репертоарот и овој месец. Кирк Даглас, Роберт Мичам, Берт Ланкестер, Чарлз Бронсон и Ким Нодак ќе бидат тандем во еден поинаков вестерн. А кога Джин Хекман и Томи Ли Джонс се дел од кастингот, се очекува добра крими акција. Лето е време и за најпознатата филмска афера со Пирс Броснан и Рене Русо. Гледајте филм и овој месец на ТВ 24. Додека селото спие. Секој работен ден од 18:30. Кој не сака добро да се насмее? Насмејте се со секогаш иновативните случки на скриената камера. Од понеделник до петок. Чисто за смеја. 19:30. И сега, професоре Бекјаровски, кога ги споменувавме оние суицидални, уште овој дел обиди кај постарите лица, тие се добро ситуирани, во смисла имаат пензии нормални? Да, кај голем дел од нив се ситуирани колку што се ситуирани и останативе пензионери. Не, добро, сакам да кажем, не е на рат на сиромаштија, така? Има и социјални случаи, меѓутоа голем дел од нив се ситуирани како што е секој просечен македонец. Добро, кога говориме за здравствени политики, со оно што говоревме, нели, министерот колку време е дојден, едно од поентите и од тезите е интегрирање на клинички центар, како тоа би го подобрило функционирањето на клиниките, еве за организацијски директори имаат ли тие некаков ефект или треба целосно да се укинат или што е со службите за општи и заеднички работи, има ли поента воопшто да постои таа служба? Три работи. Значи, да подсетиме, до 2007 година клиничкиот центар функционираше како еден правен субјект. Тогаш со одлуката на тогашниот министер Имер Салмани се донесе во смисол дека ќе се подобри ефикасноста и така натаму. Резултативе покажаа дека сега сме тотално афункционални од повеќе погледи. Првин екстремно се зголемија трошоците за немедицински издатоци.
Од една страна, ако порано имавме еден директор, односно двајца директори на цел клинички центар, сега имаме 64 директори. Ако имавме еден управен одбор кој што броеше 7 члена, сега секоја клиника има 5 управни одбори, 5 членови во управен одбор, кога ќе помножите со 32, тоа излегува преку 160 членови кои што ја вршат истата работа, која што порано ја вршеше само едно тело. Од друга страна, трошоците, јас едно време и бев директор на клиникава, сосема е друго кога ќе набавувате мали количини, тргнете од најобичната тоалетна хартија, па до да не зборуваме за медицинскиве препарати, каде што веќе цениве се огромна разлика, кога ќе купите 1000 парчиња и 1.000.000 парчиња, цената не е иста. Секогаш кога нешто е мало, тоа носи со себе поголеми трошоци. Поентата на обединување на клинички центар е да се врати и дигнитетот малку, затоа што има резон и смисол обединувањето, доколку само таа, јас неколку пати пишував и за ова, дека би било убаво да се обедини клиничкиот центар, меѓутоа под услов единствена поставена место, односно позиција, да биде директорот на клинички центар. Додека секоја клиника, додека не се избира од редот на своите вработени, дали ќе биде тоа на стручен колегиум, дали ќе биде со некое тајно гласање, меѓутоа кој ќе раководи институцијата. Овој начин сега, како што е диригирано поставување, создава незадоволство од една страна кај вработените. Вработените тивко зборуваат по ходници, шушкаат едноставно, и секогаш резултативе секој како ќе дојде, посебно има ке голем дел од клиники каде што се носи директор од страна. Додека да се запознае со спецификата на секоја дадена клиника, него веќе мандатот му поминал. И уште еден огромен проблем е вработувањето. Начинот на кој што се вработуваше последните 25 години доведе до тоа реномето страшно да падне. Значи, единствен начин е само стручниот колегиум на секоја клиника. Тоа фактички се случува секаде. Идете вие во Словенија, не стигнуваат таму вработувањата од партискиот штаб во Јесеница. Луѓето кои што работат знаат каков профил им треба. Фала Богу, на сите клиники има доволен број на професори кои што ги следиме ние студентиве. Јас точно знам каков профил на персонал ми треба за клиниката. Ги следиме студентиве. За жал, најдобрите студенти нас ни бегаат токму поради тоа. Кога би имале можност, како стручен раководител на клиниката да си го бирам персоналот, секако дека би одбрал тоа што е најквалитетно. Ние сега во моментов ги едуцираме децава, се што е квалитетно или полуквалитетно ни бега, останува тоа што смета дека не може да се снајде на страна. Каков и да е образовниот систем, се уште нуди некаде 20 до 30% на прекрасни студенти. Без оглед колку паднаа критериумите, сега зборувам за медицинскиот факултет во Скопје, не сакам и не знам, не би можел да коментирам за останативе два факултета. Меѓутоа, 20 до 30% во секоја генерација има деца кои што би се снашле во било која болница во свет, доколку им се дадат услови. Сега ние место тие деца да ги абсорбираме, со тоа да идеме напред, нас не се наметнуваат решенија. Тоа почна првин со тие клаузули за вработување по рамковен, па не знам како се понатаму ги вика, меѓутоа сега веќе се пренесе комплетно. Зарем треба одобрение за да се прими медицинска сестра да биде од некој штаб? Зошто? Па ние знаеме кој ни ја врши работата. Има прекрасни луѓе кои што волонтираат. 7 години кај нас волонтира колешка која што ни ја држи скоро цела лабораторија. Без нејзе ќе бидеме афункционални, а не може да се реализира вработување.
Тоа се тие причини поради кои што се повеќе и повеќе тоне. Да, партиското дефинитивно има свое влијание. Ние отворивме и неколку теми, а младите бегаат пред се заради нефункционалноста, колку што сваќам, така? Младите бегаат од неколку причини. Првата причина е условите кои што ги имаат каде што одат. Не зборувам само во смисол на апаратура, него за напредување, за докажување. Значи, таму има прави мерит системи врз основа на кои што они може да ја градат понатаму својата кариера. Кај нас, за жал, тоа не функционира или многу малку функционира. Се обидувате да ги одвраќате? Тешко. Може да се обидувате, но да тешко, знаете. На крај ќе ви речат како да. Ако ги убедувате, прашање е па што им нудите? Што може да им понудите? Реално, има голем дел од нив кои што би сакале да останат овде, меѓутоа во средина во која што ќе може рамноправно да се надпреваруваат со сите останати. Сега има еден тренд на бегање на сестри, медицински сестри, особено низ Германија. Па ние направивме тука малку грешки невидени. Сестрите бегаат затоа што првин се отвори скоро во секое село, имате паралелки за медицински сестри. Високи школи. За жал, мал дел од нив произведуваат квалитет. Се случува да дојдат, јас едно време и бев во комисија за полагање на нивниот државен испит, една медицинска сестра која полагаше 2000-та година државен испит, знаеше скоро колку што знае еден доктор денеска. Денеска доаѓаат сестри со формено образование, средно, медицинско, кои што не знаат како да ја стават иглата на шприцот. И сега, токму поради тоа, овие што си ја знаат работава, бегаат. Останува проблеме на вистина. По 5 пати треба да им кажеме кој тип на инекција треба да ја дадат. Се случувало дури и да им ја донесеме инекцијава за тоа што не знаат генерички имиња на лекови, не знаат заштитни имиња на лекови и така натаму. Сестра е процес каде што треба едукација. Треба пракса. Која пракса може да ја изведуваат во некое медицинско училиште кое што се наоѓа во скоро секоја општина. Без пракса на пациент сестра не станува. Значи, тука е пред се мануелната работа. Имавме прекрасни сестри и се уште на дежурство се радуваш со каков тип на сестра ќе ти се погоди да знаеш колку си безбеден. Здравствениот систем е комплексен. Вие ставите најсовршен доктор, ако позади него имате неспособна сестра или болничар кој што не знае во кој момент како да реагира, џабе ви. Тоа е целина, тим. Ако во тимот имате една слаба карика, крајниот производ може да биде погрешен. Добро, има ли нешто убаво? Вака да ви е страф на доктор да дојдете. Јас освен ако не е професорот Бекјаровски, например, знаете, некако се сведовме сите на телефон и некако се сведовме сите се на клиника. Па има убави работи, да, се случуваат. Мора да кажеме дека нешто за што кукавме со години и години, тоа е почеток на трансплантација. Ни се случи овие години. Добре, тие ги имавме, да. И тука мора да кажеме дека тоа е добар чекор. Колку и да го критикувавме здравствениот систем, меѓутоа со сите можности и услови кои што се, јас сум незадоволен, меѓутоа не сум разочаран од тоа како се однесувавме во текот на короната. Значи, под притисок, под напор се покажуваат резултати. Меѓутоа, во основа е повторно образованието и мора да се вратиме таму. Без навистински добар образован кадар не може да има. Слушнав дека пред некој ден се дозволи во Гостивар да се отвори приватен факултет за медицински студии или така нешто. Мислам дека има обиди, мислам дека не. Добро. Да. Еве, меѓутоа, реално, Македонија е премногу мала држава и за овие постојни три. Да. За да произведува квалитет. Излегоа некои бројки дека 600 лекари годишно се запишуваат и да е трагедијата уште поголема, најмал е бројот на тоа што се прима на УКИМ. Многу повеќе се прима во Штип и во Тетово. Каде ќе вршат тие наши колеги својата едукација?
Прв, не зборуваме за кадарот што ќе ги едуцира, професориве може да иде и вамо и таму, не е проблем. Меѓутоа, праксата со пациенти се случува некогаш да ни дојдат одеднаш 20 до 30 колеги на пракса. Па било кој пациент после третиот кој што ќе стави слушалица да го слуша, ќе рече, аман, не можам веќе да дишам. А вие имате 20 студенти на кои што треба да им покажете како да ја изведат процедурата. Ако јас таа процедура изведувам за минута до 2, нив нормално им треба 5 минути. И се рачунајте 100 минути некој диши. Не се издржува. Значи, тука треба малку редукција. Втора работа со специализацииве, мислам дека малку погрешен концепт земавме за директни специализации. Значи, ако порано постоеше интерна специализација од 4 години и другото беа субспециализации, кардиологија, ендокринологија и да не ги набројувам сите натаму, ние сега направивме директни специализации од 6 години. Кога ќе иде тој колега, еве, ќе специализира кардиологија, ама ќе се врати во Кичево. Во Кичево има интерно оделение. Он ќе треба да гледа и пациенти кои што имаат проблеми со бубрези, кои што имаат проблеми со дигестивниот тракт и така натаму. Не може ниедна општина да обезбеди во нивниве регионални центри да дежураат во исто време 8 специјалисти од различни во 8 гранки. Порано тоа беше еден универзалец и толку и треба реално. Тоа е нивото на болничка установа која што би требало. Субспециализацииве требаше, по моје длабоко убедување, да останат само на ниво на клиничкиот центар, односно на терцијална здравствена заштита. Знам дека убаво им звучи името кардиолог, меѓутоа он во својата средина во Пекчево, што може да работи како кардиолог, освен едно ехо и едно ЕКГ. Тоа е така. Веројатно, меѓутоа треба да се подобруваат условите, едно е јасно, говориме и за нов клинички центар, говориме и за дисперзија, за да не завршува се кај вас, знаете, веќе едно слепо срео, порано се знаеше во таа некогашна држава, не може се во државна клиника завршуваше она што е најспецифично, денес завршува буквално се. И тоа е веројатно тој негативен тренд и на делење на специализации и на прием на луѓе на она што вие го видите по партиски книжки, веќе луѓе во спас ке бараат по телефони, ало, професоре, кога сте на работа да поминеме? Па за жал е така. Да, добро. Професоре, благодарам што бевте гостин во студио 10. Отворивме неколку теми кои што се ќе треба да ве повикаме пак. Се надам дека овде сте во летниот период, меѓутоа податоците, особено за ова, за суицидалните обиди, за труење со солни киселини и така натаму, особено кај постарите популација, поприлично загрижувачки, дека е време да реагираме и како друштво и како општество, кога што велат Хрвативе Срби, или како општество и да се конечно не стратегија, туку една навистина здравствена политика генерално на целата популација и да ги задржиме нашите млади кадри, бидејќи видите дека имаме во најголема мера барем 20-30% има луѓе, деца, млади кои што сакаат да останат овде, да отворат. Има. Благодарам уште еднаш што бевте во студио 10. Универзитетскиот професор